Почитувани сограѓани, во пресред на отпочнатата негативна кампања на Социјалдемократскиот сојуз би сакал и нив, меѓутоа повеќе и вас, сите граѓани на општина Кавадарци, да ве потсетам за тоа што овој градоначалник работеше во изминатите 4, односно 8 години. Гледам дека на нивните сајтови и на во етер се пуштени одредени проекти кои што не успеавме повеќе објективно, отколку субјективно да ги реализираме, меѓутоа нема да видите ниту сега, нити во иднина што се е овој градоначалник и предводен од ВМРО ДПМН и јас лично како Александар Панов заедно со повеќето од советниците и администрацијата не сработиле во изминатиот период. Оттаму се наоѓавме на лице место на еден од големите проекти реализирани од страна на локалната самоуправа и од мене како градоначалник, на оваа раскрсница која што во претходниот период, односно додека тие беа партиципиенти на власта, како на централно, така на локално ниво, не се сетија, нити пак и изнајдоа финансиски можности да ја регулираат оваа раскрсница, која што чини, патем речено, нешто над 10 милиона денари. Меѓутоа, не случајно се наоѓам овде. Позади мене и детската градинка, за која што во изминатиот период доградивме уште 200 квадрати, изработивме термофасада, го сменивме кровот, ги подобривме условите за престои на нашите деца. Меѓутоа, тука во непосредна близина и основното општинско училиште Гоце Делчев, кое што патем речено го реконструиравме комплетно. А кога се наоѓавме на ова место, бидејќи најлесно и најсликовито е да се види што е тоа што на лице место сме сработиле, а не од кабинет. Токму под нас поминува средна зона која што беше реконструирана и која што чини неколку десетици милиона денари. Меѓутоа, десно од мене е и булеварот Моша Пијаде, каде што ја сменивме комплетно асфалтната маса на истиот булевар, а позади мене е западен булевар кој што се работи и за кој што имавме проблеми, меѓутоа во најкус можен рок ќе го реконструираме, а истиот чини над 13 милиона денари. Да подсетам, затоа што во непосредна близина е јавното комунално претпријатие Комуналец, компанија која што четврта година е најдобро јавно претпријатие во Република Македонија, а го наследивме од нив како партиципиенти на локалната власт со 1.200.000 евра обврски. Бидејќи имаме уште многу други проекти кои што ги реализиравме, наредната моја пресконференција ќе биде на друга локација, каде што повторно ќе набројам уште многу капитални проекти и многу финансии втемелени во инфраструктурата на градот Кавадарци. Би сакал јавно да упатам еден апел до социјалдемократите кои што сега се прикажуваат како големи поборници, душебрижници за доброто на кавадарчани, да испаднат јавно како мене и да посочат одредени објекти и одредени капитални инвестиции кои што тие ги реализира додека беа централна власт и додека беа партиципиенти во локалната власт. Да испаднат, исто како мене, да покажат со прст на она што тие го реализирале во изминатиот период. Исто така би ја искористил оваа прилика во контекст на актуелните политички случувања во Република Македонија, во контекст на предавствата кои што тие се спремни да ги извршат врз македонскиот народ, а ефектите од тоа предавство да ги чувствуваме и ние во Кавадарци, би сакал јавно да го запрашам нивниот пратеник, господинот Бетјан Китев, кој што инаку го ценам и кој што мислам дека не е дел од таа матрица, дали ќе стави потпис и ќе гласа за таков закон за вметнување на двојазичност и дали ќе се согласи во Кавадарци да вработиме албанци, двајца албанци во локалната самоуправа, сите овие знаци, изводи и други писмена да ги смениме на македонски и на албански јазик.